Одиме сега обсежно за сите најавени и сите преостанати актуелности. А со првиот материјал одиме на детското одделение, а таму врие од дечиња. Нежниот детски организам подложен на цревни инфекции кои не се вообичаени за овој период од годината. Во просек само во една смена се примаат 4 до 5 дечиња. Повраќање и покачена температура. Со ваква клиничка слика дневно по 3 до 4 дечиња во една смена се примаат на детско одделение во Штипската болница. Цревните инфекции се невообичаени за овој период од годината, а за време на викендите или во вечерните часови се примаат и над 10 деца. Најчесто ваквите деца имаат симптоми на покачена температура, екстремно високи температури, некогаш и над 39, со дехидрираност, со нагон на повраќање или со обилни, чести повраќања кои ги изнемоштуваат дечињата, особено во првиот ден кога ќе се јават симптомите на болеста. Наредниот ден обично доаѓаат со проливасти столици, кои брзо поминуваат, кои исто често се јавуваат и тоа е таа опасност за појава од дехидрираност и интоксицираност кај тие деца. Бидејќи инфекцијата е вирусна, брзо поминува, за 2 до 3 дена состојбата на децата значително се подобрува, меѓутоа секогаш треба да се внимава на тој акутен период кога симптомите се исклучително тешки. Покрај невообичаените цревни инфекции, нежниот детски организам е подложен и на настинки. Педиатрите советуваат родителите да направат соодветен избор кога станува збор за гардеробата, која ја носат децата во текот на целиот ден. Во утринските часови температурите се пониски и децата да се малку потопло облечени, меѓутоа, како што гледаме, вака во текот на денот, температурите се повисоки, дечињата се активни и се препотуваат и во тој случај многу често доаѓаат до обични настинки кои не се тешки, лесно поминуваат, меѓутоа кои така речено се досадни, едноставно со течење на носе кој трае подолг временски период. Покрај правилниот избор на облека, родителите треба да внимаваат на исхраната и хигиената, а истовремено да се намали комуникацијата помеѓу болните и здрави деца. Со следниот материјал одиме во Штипската палата на правдата, а таму под засилено полициско обезбедување почна судењето против 35 годишниот Мустафа Шефаид, кој пред 5 месеци пукаше во сопствениот брат. Инако на јавноста е познат како трикратниот убиец во карбинското село Црвулево. Ова дело тој го изврши пред 16 години. Во Штипскиот основен суд почна судењето против 35 годишниот Мустафа Шефаид, кој во јуни во карбинското село Ебеплија пукаше во сопствениот брат, а на јавноста е познат како трикратниот убиец, кој пред 16 години во селото Црвулево уби 3 и тешко рани 2 лица. Шефаид се суди за сторено кривично дело обид за убиство. Пред 5 месеца со автоматска пушка пукаше во сопствениот брат Темал. Жителите на 4 плачковички села 2 дена живееја во страв, бидејќи Шефаид со автоматската пушка се криеше низ планината. Мештаните ги евакуираа децата и жените во Штипи и околните градови, а како што тврдеа тие, познатиот трикратен убиец се заканувал дека има список за одстрел на луѓе кои му сгрешиле. По 2 дена тој се предаде на полицијата, но без автоматската пушка. Во 2000 година беше осуден на казна затвор од 15 години, но пред 2 години е пуштен од затвор, пошто се вратил да живее во карбинското село Ебеплија, каде што неговото семејство се преселило. Мештаните и семејството ги тероризирала, честопати од неговиот дом се слушале и истрели од огнено оружје. Знаејќи го делото кој го сторил, дополнително го плашело местното население. Шефаид денеска беше донесен од притворското одделение во Скопје, а пред Штипскиот основен суд имаше и засилено полициско обезбедување. Сега следи малку поведра тема. Еве за што станува збор. Универзитетски професори и студенти од Македонија, Бугарија, Грција и Хрватска заеднички ќе прават национално мени. Кои специјалитети ќе се најдат на листата, ќе се знае по една година, кога треба да заврши проектот Нови во образованието, во туризмот, а чиј лидер е Штипскиот универзитет Гоце Делчев. Специјалитетите од Македонија, Бугарија, Грција и Хрватска ќе се најдат на национално мени, кој на туристите и на граѓаните ќе им биде достапно во електронска форма на 4 јазици, но и на англиски јазик.
Тимови од професори од универзитетите од Штип, Бургас, Солун и Хрватска се во Штип, кои веќе работат на проектот Новини во образованието во туризмот, од кој за една година треба да произледат 2 дигитални платформи. Првата е изработка на национално меню заедно со калкулатор или пресметувач за енергетската вредност на јадењата кои што се внесуваат во текот на исхраната. И втората алатка која што исто така ќе биде изработена во дигитална форма, се работи за еден инструмент кој што до денеска ретко кој од високошколски установи за го применува во наставните програми, а тоа е целосен софтвер за обука за хотелско управување. Во проектот ќе учествуваат професори, но и студенти кои заеднички ќе работат на терен и ќе истражуваат кои специјалитети ќе се најдат на националното мени. Специјалитетите со беровскиот компир и јагнешкото месо мусаката и низа на други специјалитети од овие 4 земји ќе се најдат на долгата гастрономска листа. Па кога говориме ќе почнеме пример овој нашиот источни регион, ќе почнеме од Малешевијата каде што ќе го има малешевското сирење, па ќе го има јадењето од малешевскиот компир како бренд еден кој што го имаме, повеќе видови на јадење од јагнешко месо кој што сите видови на јадење кои што може да ги припремаме од нашите производи, односно зеленчуците кои што ги имаме во големо изобилство и понатаму тргуваме по регионите во Македонија, односно во сите региони каде што има своји карактеристични јадења. Will be a variety of meals that will represent all the Ние ги презентираме сите географски целини на Грција. Тоа би било комбинација на традиционалната грчка кујна од сите области, како што е мусака, грчката салата и секако бугаца, кој е локален специјалитет од Солун. Најверојатно ќе поручам кои се Ние ќе ги проучиме кои се најтипичните јадења од Бугарија, а исто така ќе се поврзиме и со граѓаните и ќе објавиме конкурс за најоригинално јадење од регионите на Бугарија. Ми још увиек нисмо заправо одлучили кое јело ćemo. Ние се уште немаме одлучено кои специјалитети ќе ги вклучиме во целиот проект, така да ќе мора да имаме истражување, а бенефитите кои ќе произлезат се навистина бројни. Експертите кои работат на овој проект велат дека најголем бенефит ќе имаат угостителите и хотелиерите. Сметаат дека со добрата храна која ќе ја нудат, ќе привлечат бројни туристи во нивните земји. Дигиталните платформи ќе бидат достапни бесплатно за сите. Лидер на проектот е универзитетот Гоце Делчев од Штип. Повторно провокации и напади врз турскиот тренер на фудбалскиот клуб Брегалница. Овие инциденти се случуваат пред утрешниот ден, кој ќе се случи и отворањето на понудите за купување на акциите на Штипска Брегалница. Тренерот на фудбалскиот клуб Брегалница Јуксел Јесилова повторно мета на закани. Откако Јесилова беше физички нападнат од двајца поранешни функционери на клубот, во текот на изминатите денови во 2 наврати добил и закани по телефон, доколку во рок од 48 часа не си замине од Македонија, а страдал и неговиот автомобил, при што причината е материјална штета. Ми го пронајдоа и вториот број од мобилниот и повторно ме побара. И истата закана ја добив да го напуштам Штип. Но јас не останувам пак да работам во Штип. Пред 3 дена ми ги извиткаа бризачите на автомобилот, а вчера исто така возилото ми беше испикано и изгребано. Тренерот кој дојде од Турција да ја води Штипска Брегалница вели дека во својата 18 годишна кариера низ Европа вакви провокации и закани нема доживеано како што ги имал за само месец и половина во Македонија. Овие инциденти и провокации од засега непознати сторители кон турскиот тренер се случуваат пред денот за објавување, односно отварање на понудите за продажба на 100% од акциите на фудбалскиот клуб Брегалница. Утре ќе се знае која понуда ќе биде најповолна и кој ќе го преземе клубот Брегалница. Следната тема во Дневников е од сферата на аграрот. Земјоделците бараат, а мелничарите не сакаат да слушнат годинава да им дадат семенски материјал за да ја посеат пшеницата. Велат, финансиски е неисплатливо да чекаат цела година за еден да вратат 2 килограми, со тоа што килограмот купена пшеница би чинела 12,5 денари. Ке се посее годинава на македонските ниви, се разидуваат ставовите на производителите и откупувачите.
Земјоделците како и лани бараат да склучат договори со млиновите од каде ќе набават сертифициран семенски материјал. До година по жетва за едно земено ќе вратат 2 килограми. Ова го подкрепуваат со фактот дека немаат доверба во се она што ќе го купат како семенски материјал и дека мелничарите знаат каков квалитет бараат од длебното жито. Се уште во Македонија немаме дефинирано семепроизводство, центар за семепроизводство. Значи, се манипулира. Едноставно речено, се изигруваат земјоделците. Ве молам, како може во соседен Пробиштип да има продажен центар за семенска роба? Вреќата точно дека се има соодветен картон и кобајаги декларација, меѓутоа не се знае кое е семе, од каде е произведено и така натаму. Откупните центри треба да даваат семенска роба која им одговара за производство на лебното жито. За мелничарите ова е неприфатливо, велат финансиски неисплатливо. Повеќето собственици на млинови во источниот регион кои ги контактираше Ирис телевизија одбија да дадат одговори. Сепак коментарите беа дека во Македонија семенскиот материјал е прескап. Во репроцентрите цената се движела од 22 до 23 денари по килограм. Во соседството квалитетен семенски материјал се продавал поевтино, за 15 денари по килограм. Од тука нивните калкулации се дека за килограм ќе платат 25 денари и ќе добијат 2 килограми за кои ќе чекаат цела година, со тоа што 1 килограм откупена пченица би ги чинела 12,5 денари. Сејбата со сертифициран семенски материјал се субвенционира со дополнителни 3000 денари по хектар. Лани мелничарите и производителите се спогодија. Мелничарите им излегува пресрет на земјоделците со тоа што и дадоа сертифицирано семе за сејдба со обврска произведеното да го откупат во соодност 1:2. Овој модел на субвенционирање требаше да премине во пракса со цел земјоделците да се откажат од навиките за сејдба со меркантилно или оставено семе од последната реколта. Најава на еден настан кој ќе се одвива утре и задутре во Штип. Станува збор за Акто фестивал за современи уметности во организација на граѓански организации. Фестивалот АТКО за современи уметности влегува во втората деценија. Од Битола активностите на фестивалот се пренесуваат во Скопје, Тетово и Штип. Наредните 2 дена Акто фестивалот со низ уметнички и културни настани. Настаните од овој фестивал ќе се одржуваат на 21 и 22 октомври на повеќе локации во Штип, вклучувајќи ги културно-уметничкиот центар Текстил, радио кафе Канал 77, неколку кафулиња во градот, како и во Народен театар во Штип. Активностите ги креира граѓанската организација Факултет за работи што не се учат. Една од главните мисии на нашата организација е да ја ставиме културата во функција на општествените промени и да соработуваме директно со локалниот контекст и локалните проблеми на одредени заедници. Во случајот за Штип тоа ни е многу важно, бидејќи проектот Куц Текстил се разви низ една приказна која што започнавме пред година и пол со наслов Култура за граѓански промени. Она што е важно е дека во Штип активностите од фестивалот се насочени кон подигнување на свеста на текстилните и кожарските работници. Продолжуваме со она што се случуваше како работилници овде кои што беа наменети на работниците во текстилната и во кожарската индустрија. Дел од организацијата на Акто фестивалот за современи уметности е и граѓанското здружение Гласно. Мораме ние да се навикнеме да се соочуваме со реалноста во која живееме, затоа што од 12.000 семејства во Штип, 7.000 работници работат во текстилната индустрија и тоа е едно поприлична голема бројка или во проценти изразено 60% од вкупното население во Штип, а на ниво на источниот регион се 35.000 работници кои што мислам дека заслужуваат внимание и да ги артикулираме проблемите со кои се соочуваат. При одржување трибини, семинари со овие работници слушнавме за голем број на неправилности и прекршување на основни човекови и работнички права. Потребата од работата заедно и мрежувањето јасно и гласно имат кажу на работниците и граѓаните со кои што работиме минативе месеци. Очекувањата од културните и уметничките настани на Акто фестивалот за современи уметности е работниците кои работат во текстилната и кожарската индустрија да не се срамат, да не стравуваат, да си ги кажат своите проблеми и да знаат како да се изборат за своите права. Сведоци сме на многу сообраќајни несреќи, а во овој дневник говориме за тоа дали трактористите ја загрозуваат безбедноста во сообраќајот или пак тие се загрозени од останатите учесници во сообраќајот.
Двајца повредени трактористи само овој месец на подрачјето на СВР Штип, еден во Берово, другиот на магистралата Штип-Радовиш. И двајцата били учесници во сообраќајот. Во првиот случај трактористот сакал да сврти во лево од улицата за да помине друго возило во колоната кога се превратил, а во вториот во Штипско товарно возило го закачил тракторот кој се движел на патот. Дали тракторите ја загрозуваат безбедноста во сообраќајот или пак безбедноста на овие возачи е загрозена од останатите учесници во сообраќајот? Познавачите велат дека тракторите не се толку безбедни машини за управување, а постарите дека тешко кој преживува несреќа од трактор. Секогаш тракторот загрозува безбедност. Значи, механизмите, уредите мора да стану исправни. Не може без светло, без мигавци, трепката што ги вика да се пушта јавен сообраќај. Без обука на самиот тракторист, управувач. Значи, тоа се минимум мерки кои што треба да се исполнат. Голем дел од сообраќајните несреќи во кои учествуваат трактори се случуваат поради дефекти, но и поради нестручност на лицата кои ги управуваат и работат со нив. Лани во Шешаварлија загина тракторист. Се случија неколку потешки сообраќајки во Штипско, но и во Кочанско во екот на жетва на Оризот. Од оваа година со измените од Законот за возила, тракторите ќе се регистрираат на 6, а технички преглед ќе се врши на секои 2 години. За тековните активности на екологистите кои неуморно работат на програмата за зачувување на природата Натура 2000. Чадор организацијата Движење на екологистите на Македонија работи во новите простории. Движењето на екологисти на Македонија како чадор организација активно работи на проектните активности поврзани со зачувувањето на животната средина. Новина е тоа што движењето функционира во нови простории, а еколошките друштва се вклучени во програмата за животна средина Натура 2000. Движење на екологистите на Македонија веќе се всели во новата канцеларија, која се наоѓа на булевард Гоце Делчев број 14, тоест на трети кат во катната гаража спротив Министерството за животна средина. Инаку, да движење на екологистите веќе учествува во повеќе јавни манифестации и трибини. Исто така земавме учество во имплементација на Натура 2000, што ќе се спроведе во наредните години во Република Македонија. Имам испратено представник на годишното собрание на пријатели на светот во Будимпешта. Исто така сега ќе учествуваме на 13-та средба на еколошките друштва во Битола, која ќе се одржи од 28 и 30 октомври и ги спроведуваме проектите за зачувување на водите во Македонија со партнери од Зелена акција од Хрватска. Ќе бидат ли вклучени сите членки на Движењето на екологистите Македонија во посебни некои активности кои нели секако се во прилог на зачувување на животната средина? А сега моментално работиме на да добиеме 2 гранда со кои ќе бидат вклучени сите членки на Движење на екологистите на Македонија на ден, затоа што сега моментално имаме само спроведување кои се спроведување на зачувување на водите на територијата на Охридско езеро. Члenoви на Движењето на екологисти на Македонија се обучуваат за тренери во програмата Натура. Значи имаме представника во имплементација на Натура 2000, каде ги обучуваме за тренер на тренерите, значи да добиеме во Движење на екологистите тренер или обучувач за проведување на Натура 2000 во Република Македонија. Според програмата на Движењето на екологисти на Македонија, планот е да се реализираат еколошки проектни активности во сите градови каде што има членки еколошки друштва во движењето. Во ова четврточно издание на вестите во делот за спорт одбојка. Конечно се воспостави комуникација помеѓу екипите и Одбојкарската федерација на Македонија за почеток на новата сезона. Според договорот, во среда, 26 октомври, ќе се изврши жребката, а стартот на првенството ќе се случи во сабота, 29 октомври. Одбојкарските селекции на УГД Студент редовно тренираат и ги полнат батериите за новата сезона. Под раководство на тренерот Трајче Тасевски, секој ден во салата Јордан Мијалков тренираат 4 штипски селекции и тоа во сениорска, кадетска, младинска и пионерска конкуренција, кој во минатата сезона постигна одлични резултати. Подготвителниот период одбојкарките го искористија за одигрување на повеќе контролни надпревари, во кои се постигнаа победи.
Сениорките на УГД Студент го освоија првото место на традиционалниот октомвриски турнир во Куманово, во конкуренција на екипите на работничкиот Скопје, Теволе од Тетово и екипата на домакинот Куманово. Инаку новата сезона во Одбојкарската лига на Македонија требаше да започне во сабота, 22 октомври, но тоа е одложено. Најновите информации велат дека во среда 26 октомври ќе се изврши ждрепката, а стартот на новата сезона ќе се случи во сабота 29 октомври. Вчера во 71-та година од животот ненадојно почина Ѓоше Стефанов. Целиот свој работен век Ѓоше Стефанов го посвети на спортот. Најпрвин како вровен спортист во Друштвото за телесно воспитување Партизан, притоа постигнувајќи одлични гимнастички резултати, со што сосем оправдано се најде во списокот на најдобрите во Македонија. Се одликуваше со префината педагошка работа во гимнастиката и пливањето, за што сведочат огромниот број на рекордери и рекордерки, производ на неговата школа, кој се закитија со признани и награди од големите републички, па и меѓународни надпреварувања. Федерацијата на гимнастички спортови на Македонија знаеше да го цени и вреднува ентузијазмот, трудот и резултатите на Ѓоше Стефанов и му додели специјално високо признание во 2014 година. Ѓоше Стефанов остави впечатлик и траен белег, со што достоинствено се пиша во спортската историја на градот Штип. Погребот на Ѓоше Стефанов се изврши денес на градските гробишта во Штип. Почитувани гледачи, ги следевте вестите на Ирис телевизија. Благодарност за вниманието. Довидување.